Како што најави, во финалето се селиме во Берлин. Во финалето, ова како Баер Минхен или Македонија и Германија, како и да е, таму го имаме Ѓорги Филипов, поранешен амбасадор. Господине Филипов, доколку се слушаме, добре дојдовте во студио 10. Добре најдовте од Берлин за час стаса во Скопје. Овдека е тмурно, облачно, постојано е 4-5 дена колку сум тука. Како и кај вас? Исто. Денеска е есента официјално и овие 2 дена е поприлично тмурно. Сега не знам какви се тековите во Германија, дали се тмурни. Овде никако, мислам, сонце има, но во тие текови економско-политички некако тмурноќата надвладува. Па и во Германија сега се пред избори, во недела ќе бидат изборите, во кој што Меркел најави дека повеќе нема да се кандидира, да биде канцелар, па има така возбудувања невообичаени за тоа кој ќе ја наследи после 16 години незино владење и не едноставно се одлучи. Така што има и доста неодлучени гласачи со оглед на овие разни анкети што ги спроведуваат од Deutsche Welle, па разни институции. Меѓутоа, во главном публиката, односно народот во Германија бара изгледа промени, така што веројатно ќе настапат промени, нема да биде понатаму владеачка партија CDU, можно е да победи SPD, кој што заедно така барем се зборува, така се најавува со зелените би формирале влада. Меѓутоа, за тоа може и да се детализира малку, да се објасни каква е таа атмосфера, какви надмудрувања, што се случува, бидејќи не е ни тоа едноставно. Навикнале луѓето да владе една партија, па секоја промена, некојаш велат годи, некојаш луѓето се плашат што би можело да се случи и така. Олаф Шолц е ликот кој што се споменува за наследник на Меркел, како еден германски канцелар, бидејќи тоа е она што во моментот го покажуваат анкетите, дека по 20 годишна доминација, 2 деценијска доминација практично на CDU, односно на Меркел, дека доаѓаат SDP како социјалдемократите, германските социјалдемократи се збуни со хравативе. Прашањето ми е, обично тие големи земји не ја менуваат политиката онака како што е, например, еве конкретно кон Балкан, но така што евентуално еве и промена Меркел секако заминува, меѓутоа евентуално и доаѓање на Шолц за канцелар сигурно нема да ја промени она стратешка политика што има Германија кон Македонија, бидејќи ние некако сме врзани со Германија и Германија игра силен клучен процес на патот кон евроинтеграциите кога е нашата земја во прашање, уште повеќе што гледавме што правеше и Рота во овој процес на релација Македонија-Бугарија. Така што не очекуваме некои промени веројатно, бидејќи до души и додека беше Меркел канцеларка, бидејќи се уште имаше луѓе и од сите партии, од социјалдемократите практично. Да. CDU направи коалиција со либералите, кога Гидо Вестервеле, председателот на либералната партија, беше министер за надворешни работи. Меѓутоа и тогаш и секојаш во последниве 20 години нема промена на генералната насока на надворешната политика на Германија, не само за Западен Балкан и за Македонија, а конкретно, ами воопшто генералната политика на Германија тешко се менува, затоа што таа и се усвојува на посебен форум на некој начин, каде што генерално сите партии се сложуваат таква насока во генералната политика, надворешна политика се води и тоа го следиме. Ние и знаеме дека немаше никакви специјални промени од како е CDU на власт. А еден од министрите во 2 мандати за надворешни работи е сега председател на Германија, така што тоа е Франк Валтер Штајнмајер, кој што беше во 2 мандати министер за надворешни работи
и тој како председател сега, ако има предвид дека и председателот игра доста важна улога во насоките на врешната политика, не очекува тука никаква некоја специјална промена, не се очекува, особено што дури ни во ова предизборен надпревар и соочување на кандидатите за канцелари, кандидатите за пратенички места, не се спомнува генерална насока да се смени во надворешната политика. Туку воглавно се бијат битки околу климата и околу внатрешниот распоред на богатството, да речем финансиско на Германија во однос на тоа дали ќе се покачат даноците, дали минималната плата ќе скокне од 9,6 евра на 12 евра, како што предлагаат сега СПД и Зелените, или ќе остане на 9,6 евра, како што предлага, односно си ја задржува позицијата ЦДУ. И едните и другите имаат образложение зашто тоа го прават, меѓутоа факт е дека, како и во другите земји, јазот помеѓу многу богатите и многу сиромашните и во Германија се зголемува, па оттаму и ова инсистирање на зголемување на минималната лична плата од 9,6 на 12 евра на час, што би донело малку ублажување на таа разлика и што веројатно привлече доста гласачи да се определат, иако велам, се уште има голем број неопределени според анкетите, така што до последен момент можеби нема да се знае. Меѓутоа се најавува, поготоа што и Линки, оние крајните леви, изразија поддршка, најмногу имајќи ја предвид овој факт дека би се зголемило тој минимален личен доход. Инаку, во принцип, крајните леви и крајните десни никогаш не учествуваат во коалиција на сојузно ниво. Може на некој од локалните, дали од градски или пак од некој од сојузните држави да учествуваат во влада, меѓутоа на сојузно ниво многу ретко или скоро никогаш не се членови на владата. Тука воглавном се ЦДУ, ЦСУ, СПД и либералната и Зелената партија. Овој пат се очекува се СПД и Зелената да направат, обично ЦДУ и либералната. Не е можна варијанта ЦДУ либерална и Грине, бидејќи Грине, односно Зелените изјавија дека со либералите не би одели заедно во коалиција со десната партија, затоа е поголема веројатноста дека дури да не биде голема разликата меѓу СПД и Зелените, дека тие дури во последниот дуел водачите на партиите Олаф Шолц, кој што и сега вице-канцелар и министер за финансии, и Ана-Лена Бербок, која што е председателка на партијата на Зелените и која што беше нивен кандидат за канцелар, како да веќе најавија дека тие веќе се договориле за многу работи, иако уште не победиле. Така. Господин Филипов, ајде малку да се вратиме на нашиот лок, како дипломат сега ве прашувам, поранешен амбасадор. Вархеј вчера во Софија не придонесе нешто кон омекнување на оние цврсти ставови кои што ги има официјална Бугарија во случајот председателот на Бугарија Румен Радев, но гледаме дека и таму веќе се закажани избори, а она што се приметува е дека Бојко Борисов повторно на анкетите ја зголемува својата предност. Слави Трифунов со неговата партија веќе веројатно тамошниот електорат го прочита, можеби е прегруп збор да кажам, како несериозен, бидејќи на два пати нели одбиваше да се состави влада, и на крајот некако пак целата работа како да оди на страната на Борисов, бидејќи така расте неговиот рейтинг по оно што го добиваме како информација, но може ли некако фишчекор уште повеќе што имаме информации дека еве Вашингтон врши сериозен притисок врз Бугарија да го откочи, односно да го тргне ветото за Македонија? Не е толку едноставно колку и да врши притисок Вашингтон, бидејќи неколку пати повторија, дури и председателот Радев неколку пати повтори дека никој врз нив не може да изврши притисок, освен промените што би ги направила македонската страна во однос на преговорите, односно сега веќе не се ни толку барањата ригорозни колку што беа предходно, додека беше Каракачанов во власта, па диктираше некакво темпо на тој однос Бугарија-Македонија, иако
иако со многу малку пратени се, меѓутоа многу голема галама креваше и вршеше една интерференца во преговорите и не дозволи на некој начин да се одвиваат како што треба околу тој договор и прифаќање на некои заеднички ставови по однос на многу прашања. За Радев нормално и дека така ќе изјави, нема да рече нека ние ќе подклекнеме, меѓутоа не им е сеедно на Бугарија дека овој пат не само Европа, туку и Америка инсистира на одредени поместувања. Иако поранешниот председател Плевнелиев во некој интервју кој што го читав последно даде некои објаснување на во која насока би биле тие промени кај македонската страна за да може да се омакне и воглавно се сведува тоа на промена на ставот и на реториката во македонската страна во однос на бугарското администрирање или владење со територијата на тогашна не само Вардарска бановина, бидејќи во кралството Југославија тоа беше голем дел од источна Србија, дека тоа било само владење, а дека не било окупација и дека не било фашистичка и така натаму, што со однос на политичкото уредување може би имат право, зашто ние со фашистичко означуваме се што е поврзано со Втора светска војна, а било на страна Германија, заборавајќи дека тоа е сепак едно политичко уредување, кое што дури ни во Германија не беше, туку само во Италија, пред да почне Втора светска војна. Значи, тука можат и некои дотерувања и некои попуштања од наша страна да настанат во врска со опишувањето, меѓутоа некои факти кои што се факти не можеме да ги ние никако да ги промениме, дури и да сакаме, значи тоа е невозможно. Сепак мислам дека нема да биде едноставно, дека и да почекаме да видиме таа нова влада што ќе биде, бидејќи на некој начин тогаш барем административно нема да биде обврзан новиот парламент да го почитува тоа што стариот парламент го донел како некоја декларација или изјава, не е тоа устав или закон, па и закон да се менува, па и устав да се менува, а не некоја изјава и декларација. Сега двете страни имаат изјави и декларации кои ќе се кажат во теорија на преговарање, која ќе се кажат однапред крајните точки, не е добро за преговарачите, ни за едните, ни за другите. Добро е на тие што се од позиција на сила, кои што нема што да изгубат, ама ние исто така, ако одиме во крајна инстанца, нема што да изгубиме, дури и да не влеземе во ЕУ, од некои работи не може да се откаже. Ни Република Северна Македонија. И овој притисок од Америка, ако се случи, јас уште не го гледам тоа, ако се случи, може да вроди со плод. Зависи што ќе стои во позадина, бидејќи Америка е исто така стратешки партнер и со Бугарија, и таа Бугарија е членка на НАТО и има многу позначена геостратешка позиција од Македонија, не? Така што не име се едно кои господари со огромен дел од брегот на Црно море, отколку ние кои што сме лендлок земја без излез на море, играме улога во распоред на сили на Балканот, меѓутоа геостратешки Бугарија е сигурно поважна, затоа и побрзо влезе и во НАТО и во ЕУ, знаеме сите дека не беше подготвена ни оддалеку, иако сега инсистира таа самата на копенхашки критериуми и така натаму. Знаеме дека никај нив не се уште исполнети копенхашките критериуми, меѓутоа можеме тоа само да го зборуваме. Работата е да се однесуваме како што велат германците во реално време, во реална состојба и уште еднаш да поразмислиме до каде може да одиме. Гледам дека и кај Плевнелиев и кај Радев малку се поублажени барањата, што значи дека не е тој притисок, тоа е едно изјаснување и би рекол советување од нивните партнери. Официјално нема никој да го употреби тој израз притисок, дека треба да се намали оштрината на барањата, односно во толкувањето на договорот. И во самиот договор неколку пати јас сум зборувал, нема ништо лошо
за Северна Македонија. Така Има, што професоре, амбасадоре, во тоа што многу жртви дадовме како генерации. Променивме устав, губиме време, постојано се занимаваме поделени меѓу себе, се занимаваме со работи кои што се битни или небитни. Немаме единство каде што ќе поставите црвена линија. Имате власт која што одбележува 8 септември, имате опозиција која што сама го одбележува 8 септември. И сето тоа е една порака која што се праќа не само до јавноста, туку и генерално се праќа и до меѓународната заедница, као не можеме никако да сватиме кој е проблемот што на еден голем празник како 8 септември барем не ги надминат суетите политичарите или државниот врв и сите заедно да направат една прослава, но не се, тоа е друга тема. Се појави повторно и non-paper се појави. Тоа е тоа што не боли, што го боли секој, ќе ми извините на изразот. Секој нормален македонец, секој нормален човек што живее во Македонија, нема да биде македонец. Зошто за стратешките прашања да не можат политичките лидери да седнат и да најдат една заедничка точка, заеднички став? И не сум успел да си го одговорам до сега, а сум го поставил на многу политичари. И на највисоко ниво. И што ви одговарат? Кој одговара дека па тие не попуштаа за тоа, никој не ја гледа вината во себе, мора да постои некоја длабока пречка, може би посебен разговор треба за ова. Што е во македонското битие што работи против интересот свој, против својот интерес. Еве ги сега овдека се бијат битки дури на овој Олаф Шолц, иако е многу пати министер за финансии, пред самите избори му се вадат обвинувања дека не се ангажирал доволно во борбата против перење пари, иако владеат заедно 3 мандати. Од кои што мислам Шолц е еднаш министер за финансии, еднаш министер за труд и социјала, во таа сојузен министер, значи, и сега пред избори и ќе има такви подместувања, меѓутоа утре може да се случи СПД и ЦДУ, што би значило кај нас, да речеме, СДС и ВМРО да направат заедничка влада. И зашто е времето тешко да преземат заедничка одговорност. Што да се прави натаму со државата? И доста ни е од лични надмудрувања. Личните надмудрувања треба се остават за некое друго време, за помирно време. Овдека се веќе во залог ставаме многу генерации, би рекол, зад нас. А дали го видовте non-paperот кој што циркулираше? Го видел, не можам да кажам, не знам, ни слушнав дека постои, никој го напишал, никако, не сум го пробувал. Пошто некој го негира, меѓу другото стои дека на Бугарија ќе се дадат гаранции за засврстување на сегашниот концепт на нација држава, при што ќе се признае историскиот контекст за бугарско потекло на незините граѓани без исклучок, додека во Република Северна Македонија ќе се засили контекстот на мултиетничко општество преку вклучување на бугарскиот наратив, а бугарите ќе се внесат во уставот соодветно како и сите други етнички заедници. Но сега ова е дел од non-paperот, но дел од официјалните лица го отфрлија дека е измислица и дека е на некои структури кои што се обидуваат да ги минираат, веројатно некои преговори. Еве гледаме дека и Вархеј дојде вчера. Можно ли е да се користат и вакви методи на подметнување? Гледаме кај нас дека е можно. Некому може би не е ни само внатре тоа, меѓутоа на крајот на криштата ние сме одговорни, пошто сме ние внатре и најмногу се однесува на нас. Подметнувања се можни секаде, а кај нас особено, не само кај нас, едноставно во јужните земји, а посебно на Балканот тоа се случува секаде. Не е добро. Едноставно тоа не е добро, не е фер, бидејќи кој да дојде ќе мора нешто да направи за да Македонија тргне напред. Овие 30 години обстанавме, како и да обстанавме, иако се сеќам веднаш после прогласувањето на независноста, многу политичари од околните земји, не само политичари, и пријатели, па и роднини, што секој од нас има роднини, може би и во Србија, и во Бугарија, и во било која од поранешните републики, дека Македонија тешко сама да може да обстане. Па некако обстанавме 30 години.
И сега, кога полека почнуваме да одиме напред, како некому да не му се допаѓа тоа зашто обстануваме. Професоре, како да имаме и во рете дека има некои ќе кажат и трети сили кои што се вмешани овде се големи сили геостратешки политики, но и ние како држава, особено кога во прашање на дворешната политика, мислам дека помалку потфрламе. Веќе колку години не дозволиваме Македонија да нема амбасадори во големите држави, во големите градови. Нас ни се случува, професоре, дипломатски скандал, како тоа одеднаш дипломати стануваат, не знам, тајни агенти за влечење на луѓе во бегство и при тоа никој, ниту претходна, ниту сегашна гарнитура, ниту председател на држава, ниту безбедносни служби, сите молчат што се случува. Како е возможно? Еве, можеби вие сте били дипломат. Што правите со пасош? Како е возможно ова да се случува? И сите молчат, сите кјутат. Тоа е тоа што го зборувавме претходно. Значи, очигледно дека не успеваме да најдеме заедничка компонента, една детерминанта на однесување на сите политички сили, иако декларативно кажуваме дека сите имаме исти цели заеднички. Клајна цел беше нели влез во НАТО, влез во Европска унија, односно Европска иднина на Македонија. А со самото тоа што немаме амбасадори во сите земји, значи не постои внатрешна согласност меѓу политичките партии кои да бидат амбасадори, колку сакаме да зборуваме ние за кариерни амбасадори, дека тој израз по мене не е најсоодветен, бидејќи се користи често пати, се злоупотребува неговото користење, па така кариерен амбасадор е секој што се вработил во МНР од старт и сега тој е кариерен, а друг не е кариерен. Меѓутоа, на страна тоа, на крајот политичките партии, односно во владата ги назначува амбасадорите. Дали се слушаме? Некако како да ми се изгуби линијата. Само имав уште едно прашање. Сега дали сте овде, господине? Тука сум, јас слушам. Значи, завршувам. Ова, имате коментар за дипломатскиот скандал? Возможно е да кјутат и претходна и сегашна гарнитура? Немам доволно податоци, освен со тоа дека добро се нарушува имиджот за Министерството опште за државата, меѓутоа немам доволно податоци. Слични скандали се случуваат во многу други исто дипломати, не само во нашата. Меѓутоа, имајќи предвид дека ниједна од соседните земји, гледам, не се изјаснува за тоа, сметам дека не можам ни јас ништо да кажам, бидејќи навистина немам представа, немам податоци никакви што стварно се случувало. Ние имавме и други скандали дипломатски од многу земји други, па ништо не дознавме. Гледате дека некои работи едноставно не можам да го коментирам. Тоа дека е штета, дека нанесува лош углед, да, меѓутоа вистина некоја да кажам, да обвинам, да не знам што, не можам да го направам тоа. Па никој не може. Едните ја префрлаат топката, вие бевте, овие велат, ама вие дојдовте сега и практично веќе е јасна целава приказна. Како и да е, ви благодарам што од Берлин се вклучивте на Skype, што поразговаравме малку за некаква перспектива, се надевам конечно на Македонија. Благодарам. Професор доктор Ѓорги Филипов, ранешен амбасадор од Берлин за Студио 10 во Телевизија 24. Со него практично го заокружуваме ово издание. Ви благодарам што не гледавте. Утре со вас ќе биде колегата Огнен Јаневски. Со мене се гледате во петок, а за некои 10 минути стартува прегледот на вестите во 12. Од мене довидување.